Никола Груевски и неколку поединци околу него, преку нивните тајни партиски служби, во извинативе години на власт, следеле илјадници граѓани во Република Македонија. Оваа изјава на Заев е од јануари 2015 година, од предвечерието на детонирањето на бомбите. Ало, добро утро, господине Заев. Првите жртви неколку месеци подоцна беа челниците на МВР и на Управата за безбедност и контраразузнавање, но пред се угледот и довербата во УБК. Опозицијата ја разниша, но беа потребни уште 2,5 години за да ја урне тогашната владеачка гарнитура. Дури во 2018 година, новата власт, заедно со новата опозиција, се договорија како од руините повторно да ја изградат тајната служба. Добар ден. Во минатото постојаа заштитни механизми за оневозможување на контролата над системот за следење. Денес ја демолиравме тврдината и овозможуваме повеќе степен на контрола на следените комуникации. Решение се најде во подолба на она што беше УБК во две нови институции, физички и законски издвоени од МВР. Едната е Агенцијата за национална безбедност, а втората е Оперативно-техничката агенција или скратено ОТА. Само ОТА има опрема поврзана со телекомуникацијските оператори, со која може да ги следи комуникациите, но не може и да ги репродуцира. Агенцијата за национална безбедност и други институции може да го репродуцираат снименото од ОТА, но не можат самите да снимаат, освен на терен со специјална мобилна опрема која не ги користи водовите на операторите. Моделот на хартија треба да оневозможи монопол во прислушувањето, а со тоа и да превенира масовно следење на граѓаните без судски налог. Дали законот функционира и во пракса е грижа на две надзорни тела, Собраниска комисија и Совет за граѓански надзор. Но реформата што ја бараше ја пофали Европската унија, се чини дека е далеко од завршена. Ниту еден од двата механизми за надзор не работи како што треба, вели никој друг, туку самиот директор на ОТА. Кога ќе дојдат пратениците во контрола, се уште немат ангажирани експерти, тие буквално не може да видат ништо. Значи, ние гледаме број на остварени комуникации, тоа е податок кој ОТА во согласност со комисијата го објавува на 3 месеца и ништо повеќе од тоа. Во оваква ситуација, дури да ангажирате експерти, нема да биде во состојба да остварат реална контрола. Јас како директор на ОТА инсистирам да имаме реална контрола која ќе биде комплетна. Не само во делот на тоа колку наредби се остварени, него кои броеви се следени, начинот на кој е ОТА форматирана, дали самите така наречени машини што ги имаме работат согласно прописите. Тој вид на контрола се уште не остасува. Причината што пратениците имаат право, но не можат да ангажираат технички експерти, се законски недоречености. Во легислативата нема одредби како експертите може да се платат. Парите се само еден од проблемите и за вториот надзорен механизам, Советот за надзор, составен од граѓански организации. Без можност да проверат кој број или личност е таргет на прислушување, не можат да постапуваат по представки од граѓани, кои патем во моментов не можат ни да ги примат. Било кој да сака да се обрати до Советот, нема можност тоа да го направи. Немаме веб страница, немаме апсолутно ништо. Имаме просторија, имаме маса, имаме столици, тоа е се. Друго е прашање што можеби ние мислиме дека под просторно уредување повеќе работи влегуваат, меѓутоа состојбата е таква да ние без динар финансиски средства функционираме во оваа насока. Веќе е постигнат консензус дека е потребна мини реформа на реформираниот систем за следење на комуникациите, за да почне вистински да функционира надзорот. Нама се има и предлог, но не оди мазно. И меѓу другото, предложените законски измени во насока на напредување на оваа сфера се закочени повторно со партиски препукувања меѓу двете главни партии, што е трагично. А партиските препукувања не се фокусирани толку на прашањето дали се потребни законски измени за да се обезбеди подобар надзор, туку кога да се случат тие. Опозицијата бара измени што поскоро. Ние жалиме што во еден период имавме покоректни разговори со СДСМ
и наоѓавме заеднички решенија. Заеднички го донесовме првиот текст на Закон за следење комуникации. Заеднички ги донесовме Законот за Агенција за национална безбедност. Меѓутоа, следеше еден период кога СДСМ ќе разговара со нас, ќе креираме решение, ќе го изгласаме во прво читање во собрание и потоа го рушија со амандмани. За да сега сме во трета фаза, би рекол ја напредна, воопшто ние веќе не разговараме за закони. Власта, иако се согласува дека актуелното решение има недостатоци во делот на надзорот, смета дека законот треба да се спроведува подолг временски период, па да се коригираат и други потенцијални недостатоци. Идејата е да почне да функционира овој закон и практично на дело да видиме дали има недостатоци, дали се потребни одредени измени и во која насока истите треба да се случат. Но се до тогаш ние не сме сигурни дали и понатаму има или нема масовно прекршување на човековите права при следење на комуникациите. Постоењето на оперативно-техничката агенција како еден интермедиарна институција во која се наоѓаат само свичевите, преклопниците, а ја нема опремата за следење на комуникациите, нам ни дава огромна доза на сигурност дека само луда личност, луд човек би можел да направи нешто такво и да мисли дека ќе остане незабележано. Дека и без подобар надзор нема простор за злоупотреби, уверува и самиот директор на ОТА Зоран Ангеловски. Но и тој и експертската јавност повикуваат на политички консензус, бидејќи освен одвнатре, неопходна е силна контрола и од надвор за тоа дали се прислушува само по судски наредби. Јас како директор сум убеден во тоа што го работиме. Знам дека во ОТА е се во ред, имаме систем воспоставено, имаме изградено процедури, имаме внатрешна контрола, на месечно ниво ги вршиме тие проверки. Јас знам дека е во ред. Ја можам да апелирам кон сите дека е во ред, но реален доказ дека се е во ред немаме. Зошто? Затоа што контролите кои што во моментот се прават не се функционални. Јас сум убеден дека порано или покасно ќе има нови афери во оваа сфера. Можеби не толку страшни како до сега, но сум убеден дека ние не сме сигурни, односно никој овде во салава, нити во државата не е убеден дека новите механизми, па и ОТА, се совршени решенија. Оваа папка ќе стане символ на процесот што денеска го отпочнуваме за враќање на слободата и демократијата. 4 години по аферата со незаконското прислушување, сигурно е дека ниту една институција ја нема моќта што ја имаше УБК. Но надзорот над следењето на телефонските комуникации е поместен само половина чекор, што значи дека пратениците може барем да проверат за колку телефонски броеви судот дал дозвола да бидат следени, а колку навистина сте приклучени на системот за следење. Тоа барем е недоволно, но засега нема сила што ќе го запали алармот за дополнителни реформи. До тогаш, најсилна гаранција е законската поставеност, совесноста на лидерството и вработените во ОТА и надежда дека лекцијата е научена. Системот да се подобрува пред, а не откако во јавноста ќе излезат разговори или транскрипти од незаконски следени граѓани.